إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Ние биднилахи таала ќе продолжиме со оваа изворедна книга, таа е книгата на монотеизмот, Китабут Таухид, од авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах. И како што знаеме, што напомнато во минатото, дека таухид, монотеизмот е Аллаховото право спрема неговите робови. Што задолжност е за секој еден муслиман и муслиманка да го знаат правото Аллахово кое е спрема нас, и исто така, значи, кога го знаат и да го практикуваат и да го исполнат. Сме во поглавието во кој велит авторот рахимахуллах бабун ма джаа фил лау. Бабун ма джаа фил лау. Поглавието, односно аргументите кои се дојдени во врска со зборот ако. Ако или кога би направил така и така. Значи, ако или кога. Значи, леу. На арапски, значи, е леу. И во ова поглавие, како што велит имам Уthaymin рахимахуллах, дека авторот на почеток нема спомнато дали е, значи, забрането, дали е дозволено и така натаму. Зошто? Зошто има ситуации во кои е забрането да се употребува зборот леу, ако би направил така. Значи, ова е во таја тема, што кога човекот, пример, вели Шейх Уthaymin рахимахуллах, тука му се случува судар. И вели, ако не излезев од дома, немаше да ми се случи тоа. Леу ма хараджту минел бейт. Ако не излезев од дома, ако не појдев таму, немаше да ги изгубат тие пари. Немаше, значи, ова е темата, значи, леу. И спомнува тука Шейх Уthaymin рахимахуллах неколку категории кога е забрането и кога е, значи, дозволено. Аргументите кои ги има напомнато тука авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах се два ајети и еден хадис. Првиот ајет е Аллаховиот говор: "Јекулуна лау кана лана минал амри шејун ма кутилна хаһуна." Аллах субханаху ва таала во суратул Имран во ајетот 154 кажуваат, не известуваат во врска за мунафиците во битката на Бедр, во битката на Ухуд, значи дека тие велат јекулун лау кана лана минал амри шејун. Ако имавме ние нешто во нашите раце, ако имавме ние нешто во нашите раце, ма кутилна хаһуна. Немаше да бидеме убиени ние овде. Значи, немаше да бидеме убиени во битката на Ухуд. Значи, во битката на Ухуд беа, значи, 70 од асхабите на пекамберот алейхи салату васлам убиени. Паднаа како шехиди во битката на Ухуд. Мунафиците кои се вратија 1/3 од војската на муслиманите во текот на одењето во Ухуд, се вратија назад. После тоа, после таја случка и после битката на Ухуд, го рекоа тоа, значи, јекулун лау кана лана. Ако имавме ние нешто во нашите раце, ако имавме ние одлуката во нашите раце, ако вие нас не послушавте, немаше да беа тие убиени. Со ова, како што ќе видиме исто во објаснувањето, значи, тие се спротивставуваат на кадерот од Аллах Джелешану. И исто на она што Аллах Джелешану ги имата пресудено, зашто пекамберот алейхи салату вассалам, кога излезе од Медина и отиде во Ухуд за таја битка да биде таму пренесена, а не во средината на градот, тогаш мунафиците рекоа
Мухаммед не послуша нас. Значи, Мухаммед салаллаху алейхи ве селем рекоа не послуша нас, туку како што вели Шейх Утемин рахимуллах, ги послуша младите, малите. Значи, ова значи ова е сомнеш, е стар сомнеш. Кога сакаат некои луѓе да ги нападнат алимите, велат тие имаат над нив, имаат влијание малите луѓе, значи мали кои се во годиње, во знаење, значи кои се млади се, значи ги послушнуваат, ги послушуваат значи младите. Значи со ова сакаат да укажат тие дека тие не се остроумни, дека тие не знаат да одлучат што е добро и што е лошо, а тој ги послушуваат нив. Истото се случува значи во нашето време со нашиот алим Шейх Рабија рахимуллах. Значи кога некои луѓе сакаат да го нападнат шейхот, што велат значи? Велат дека ако беше ги послушал, тој ги слушат малите. Тој ги слушат младите. Со ова сакаат значи тие вистината да не ја примаат. Тие со ова сакаат значи вистината да не ја прифатат. Истото значи и во тоа во времето на пекамберот алейхи салату ва салам, кога пекамберот алейхи салату сам се одлучи да излези надвор од Медина да биде пренесета таа битка, мунафиците во текот на одењето се вратија назад. И рекоа значи јекулун лау кана лана. Ако имавме нешто ние во нашите раце, да беше одлуката кај нас, немаше да се случи тоа што се случило. Следниот ајет исто велит Аллах субханаху ва таала: "Аллазина қалу ли ихванихим ва қа'аду лау ата'уна ма қутилу." Оние кои им рекоа на нивните браќа и останаа седнати, зацврстени во земјата, значи не отидоа во Ухуд. Лау ата'уна, ако беа тие покорни и послушни спрема нашите совети, ма қутилу, нема да биде убиени. Исто значи лау ата'уна, ако тие беа послушни спрема нас, нема да беа убиени. Значи исто овде овај ајет е значи доказ дека тој зборот леу, ако, значи во некои контексти е забране значи да се употребуваат. Забране да се употребуваат и некој пат дури може да стигне до степен на неверство. Во некои ситуации значи може да замени ситуацијата и на степен до неверство. Овде може да се праша некој, па како ние велиме нош мунафиците овде, а после овде се спомнуваат қалу ли ихванихим, им рекоа на нивните браќа. Како браќа? Кога мунафиците се неверници. Вели Шейх Утемин рахимуллах, овде браќа во врска со од крв, од потекло. Значи овие мунафици беа тие мединци од Медина. И има значи има нина фамилија, има нина породица, има нино значи лоза во Медина. Еден дел од нив беа искрени муслимани влезени. Имаше и дел од нив што не беа искрени во исламот влезени, и тога значи ако тие нас не послуша, нема да беа убиени во битката на Ухуд. Но вели Шейх Утемин рахимуллах, некои алими велат во тефсирот на овај ајет дека ова е братство, она што се гледа, зашто мунафиците, она што се гледат од нив, се изразуваат како муслимани да се. Значи, она јавно што го искажуваат. Значи, ова е јавно станина. Значи, она што е јавно, очевидно за луѓето. Тогаш е, значи, спрема, значи, она што се гледат од нив. Другиот аргумент, а тоа е хадисот, кој го пренесува Абу Хурейра ради Аллаху анху, во кој вели пекамберот алейхи салату ва салам: "Ихрис ала ма јенфаук." Значи, труди се за она што ти предонесува добро. Значи, пекамберот алейхи салату ва салам вели: "Ихрис ала ма јенфаук." Значи, труди се, дај труд за она што ти предонесува тебе добро. Значи, ихрис, значи хирс на арапски значи да вистински се трудиш. И вели Шейх Утемин рахимуллах, дали е тоа во врска со дуњалочки работи или во врска со верата.
Значи ти треба да се трудиш за оние работи што ти предонесуваат тебе добро, што се работи позитивни за тебе. Вастаин билlah. Значи првош, значи труди се за она што ти предонесува добро, а во исто време вастаин билlah, барај помош од Аллах Джелешану во тоа. Значи во таа работа што си ја почнал, дали е таа верска работа или дуњалочка работа, кога ја почнуваш да се трудиш, да бидеш сериозен и истовремено да бараш помош да Аллах Джелешану да ти даде успех во таа работа. Да ти даде, значи, добар завршеток. Вала та'джаз. И немој да се откажуваш, односно не покажувај слабост. Значи, верникот е увек позитивен. Верникот е, значи, увек гледат напред само. Не вели тој од почеток, не ја ова не може да го направи. Не се предават. Не се предават. Потоа вели пекамберот алейхи салату вассалам, وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ. Ако ти се случи нешто, значи кога ти сега си ги направил сите причини, си ги превземил сите мерки, за да биде успешно тоа што си го почнал. Но ако ти се случи нешто незгодно во текот на тоа што го бараш ти добро, но ти се случува нешто што не го очекуваш или не ти излагаат како ти го мислеше, како го очекуваше, тогаш што вели пекамберот алейхи салату вассалам, ако ти се случи нешто така, не вели тогаш, фала текул, немој да велиш, лау енни фаалту кеда, лакана кеда ва кеда. Ако јас направив вака и вака, тогаш ќе излезеше инако. Значи, истото гледе, лау. Лау енни фаалту кеда, лакана кеда ва кеда. Значи, ако јас направив поинако, ако ја почнем работата ваке, ако земев друга кола, ако земев друг материјал, ако земев друго нешто, ќе излезеше поинако. Не, значи, тогаш ти, исто во вечера, во готвење, пример, готви женава дома, ги превзема сите мерки, земат убав грав, запаршка, све, и накрај излагат гравот како што требит. Вели пекамберот не вели тогаш, ако јас го направив водата ваке или нешто, ќе излезеш, не, готов више. Туку што вели муслиманот? Вели пекамберот салаллаху алейхи ва салам, валакин кул, но треба да речиш, qadarullah wa ma sha fa'al. Ова е Аллаховата судбина, значи ова е Аллаховата кадар, што одлучил за нас, и тој прави што тој сакат. Значи тоа се случува, значи она што Аллах Джелешану сакат. После тоа вели пекамберот алейхи салату вассалам, fa inna law taftahu amala shaytan, зошто зборот леу, ако му отворат на шејтанот работа. Зошто вели Шех Утемин рахмуллах, значи кога ти почнуваш да велиш, ако јас направев вака, ако јас не појдов таму, не ми се случуваше тоа, ова значи ти му отвораш на шејтанот вратата, за тој да ти стави тебе во твоето срце тажност и, значи, да бидиш тажен и исто, значи, да се натажен, значи. И натажен, да се и разочарување, точно баракаллаху фик. Значи да бидеш разочаран. Зошто? Ти увек ти тука паметот, ако јас не појдов таму, ако јас го направив уште ова, може ќе бидеше ваке. Ако јас го направив уште ова, ќе бидеше. Значи ти нонстоп само се разочаруваш. Нонстоп само се растажуваш. А ако речиш како муслиман, кој веруваат во Аллаховиот кадар, кадаруллах, ова беше кадарот од Аллах Джелешану. Готово, значи, ти се Аллахов роб, му се покоруваш на Аллах Джелешану и продолжуваш пак продолжуваш, значи, во животот твој со добри намери, со позитивни намери и се трудиш максимално. Зошто ти во моментот, кога ти се замораваш со тие работи што ти избегале тебе, ти, значи, губиш тоа што ти е во моментот. А муслиманот, значи, тоа што се случило, тој ги превземел сите мерки, после тоа, значи, се наслонува на Аллах субханаху ва таала. Вели Шех Утемин рахимахуллах, во врска со леу се употребува, значи, од неколку, односно во неколку аспекти. Првиот аспект, вели Шех Утемин рахимахуллах, е во врска со
да се спротиставит на Аллаховата религија, на Аллаховата вера, значи, на Аллаховата пресуда. Ова е вахада мухаррамун. Значи, ова е забрането. Ова е харам. Да човекот, значи, ова истото во ајето што е спомнато, леу атауна ма кутилу, ако тие беа послушни спрема нас, нема да беа, значи, убиени. Значи, ако беа послушни да не излезеа со пекамберот во битката на Ухуд, ако беа послушни во неспроведување на Аллаховата наредба да се борат во неговиот пат, што е легитимирано во Аллаховата книга и во сунетот од пекамберот алейхи селату веселам. Ако тие не послушаа, нема да беа убиени. Со ова сака, значи, со зборот тука леу, сака, значи, да се спротистават на она што го пресудил Аллах Джелешану за неговите робови во неговата книга и во сунетот од пекамберот саллаллаху алейхи веселам. Вели Шейх Утемин рахимахуллах дека ова е забрането, وَقَدْ يَصِلُ إِلَى الْكُفْرِ, и може да стигне ова работа до неверство. Значи, зборот ако тие не послушаа нас, ако тие вака, ова работа дури може да стигне и да стаса, значи, до неверство. Исто, вториот аспект, вели Шейх Утемин рахимахуллах, дека ова се употребуваат за пригоровување или несогласување со Аллаховиот кадер. Значи, да биде со ова кога човекот го употребуваат леу, имат во некои, значи, контексти што тој со тоа изразуваат несогласување со она што Аллах Джелешану го одлучил за неговите робови. И тоа исто, значи, значи, кога исто тие рекоа, значи, ако тие нас не послуша и не излегоа во битката, значи, тие нема да беа убиени. Исто ова е вели Шейх Утемин рахимахуллах, е забрането. Третата категорија, вели Шейх Утемин рахимахуллах, да се употребуваат леу за кајење и за жалење, за вид на разочарување, како што рече. Значи, се каje тој, значи, вели, ако го направја инако, да не излезев од дома денеска, да не бев ја тука. Значи, ова, значи, го потребува за каење и за жалење, односно, за разочарување. И исто ова вели Шейх Утемин рахимахуллах дека е забрането. Значи, забрането. Например, вели Шейх Утемин рахимахуллах, миталу залик, например, човек купува нешто и очекува од тоа робата што ја купил да, значи, да победи, да придобие нешто. Значи, значи, заработка, очекува, значи, да заработи од таа роба што ја купила. И се случуваат да направат загуба дури. Значи, тој купуваат роба, барат роба, добра роба, убава роба, што мислите дека ќе се продават. Значи, еве, пример, случајов со бедота, купуваат фарби, пример. Така или не? И мислите дека овие ќе одат. Се случуваат да нема заработка, дури да има загуба дури. Тогаш вели Шейх Утемин рахимахуллах, не вели човекот во оваа ситуација, леу енни штарајту, ако јас купев друга фарба, ако јас купев друга изолација, ако јас купев други глед, ако јас купев други тепик, тогаш ќе беше подобра заработката. Или тогаш ќе заработив. Не. Туку што вели Шейх Утемин рахимахуллах, човекот се помирува со тоа и вели ова е Аллаховата одредба за мене и готово. Зошто во оваа работа, вели, во вакви работи, значи, вели Шейх Утемин рахимахуллах, многу луѓе паѓаат. Значи, многу луѓе, значи, паѓаат во овие зборови. Значи, се случуваат, дури некогаш на многуте луѓе им е значи, устата нивна навикната со овие зборови. И затоа, значи, треба да пазиме, значи, да се воспитуваме, себе си да се воспитуваш, зашто, како што ви ги има испомнато во минатото, нашиот шејх Абдул Бухари хафидахуллах во Медина велеше
дека има три врста на селефи. Три врста на селефи. Првата врст е оној селефи кој е воспитан и израснат во редовите на алимите. Значи, тој бил близок кај алимите, израснат во дерсовите нини, комшија нини и така натаму. Тоа е првата врст. Втората врст на селефи се оние кои се биле муслимани, но се вратиле во исламот повторно назад. Значи, бил муслиман тој, ама не практикувал многу верата. Тоа е во многуте ситуации нашиот пример. Значи, име муслиманско, фамилија муслиманска, место муслиманско, но далеко од верата, не практикувал. И Аллах Джелешано го упатуваат. Ова е втора врста на селефи. Третата врста на селефи се оние кои се конвертираат во исламот. Значи, се конвертираат во исламот и стануваат вистински селефи. Вели Шех Абдул Бухари дека втората врст на селефи, кои биле муслимани, но не биле многу упатени во верата, и третата категорија, кои не биле ич муслимани, неверници и влегле во исламот, овие имаат многу работи да поправаат во нивниот живот. Значи, ахлакот, па моралот, па збороите, па говорот, па речникот, па однесувањето со сопругата, па однесувањето со комшијата, па однесувањето на улица, па однесувањето во купопродажба. Значи, овие работи, зашто можат некој живел 30 години со некој речник, со друг, Значи, 30 години можат имал некаков речник, значи, што тој го потребувал. Сега тој речник да го отстрани, значи, треба значи време. И зато од тие речници, некој пат можат на некој од нас да не изгледат ова работа да нема ништо проблема. И да го потребуват во секој дневие. И затоа, значи, овие деталните работи за теухидот се многу важни. Деталните работи, зашто можеш да паднеш во вакви забранети работи, како што вели Шейх Утемин рахмулла, некој дори стигаат и во куфр, а да не си свесен. И ова е најголемата ужас, да човек, значи, да направи забранети работи кои се во верата, а не е свесен дека се забранети. И затоа, значи, теухидот е многу важен. И треба нон-стоп студирање. После вели Шейх Утемин рахимахуллах, четвртата категорија на употребувањето на зборот леу, да го употребуваш зборот леу, да сакаш да аргументираш против Аллаховиот кадар. Значи, за правење на твоите гревови. Аллах Джелешану што вели во неговата книга? Тека мушриците рекле, леу ша Аллаху ма ашракна. Леу ша Аллах ма ашракна. Ако сакаше Аллах, немаше да бидеме мушрици. Значи, види, тие аргументираат со ова, значи, со леу, аргументираат, значи, за нивниот грев кој го прават, за најголемиот грев кој го прават, за најголемата неправда која прават, аргументираат со кадерот на Аллах Джелешану. Значи, велат, ова не е нас судбина, ова е одредба. И ако сакаше Аллах, немаше да бидеме мушрици. Значи, ние ќе се продолжиме ваќе. Се ако сакаше Аллах, немаше да бидеме ние ваќе. Значи, ова ајет е спомна, значи, како вид на пробивање против тие кои го потребуваат ова аргументација. Значи, ме разбират, значи, како вид на критика. Вид на критика, значи, за оние кои значи, се аргументираат со леу во врска за нивните гревови. Исто ова вели Шейх Утемин рахимахуллах, исто вели Аллах Джелешану, леу ша ар-рахману ма абеднахум. Ако сакаше се милосниот, немаше ние тие кипови да ги обожаваме. Види? Леу ша ар-рахман. Значи, му е враќаат грешката или маната, Аллах да не чуваат ма'ад Аллах, на Аллах Джелешану. Значи, нас немаме ние грешка. Леу ша ар-рахман, леу ша Аллах. Значи, ако сакаше Аллах, ако сакаше се милосниот, немаше ние да бидеме обожаватели на киповите, немаше да бидеме ние во ширк. Значи, види, маната ја враќаат, сакаат, односно вината го обвинуваат, значи,
Allah subhanahu wa ta'ala за нивните гревови и за нивната заблуда. И вели Шейх Утемин рахимахулlah дека ова е голема заблуда, дека ова е значи голема заблуда. Петтата категорија, вели Шейх Утемин рахимахулlah, да се употребува зборот леу, ако, во врска за изразување на желба. Значи да изразиш желба. Ова е, вели Шейх Утемин рахимахулlah, зависит од она што човекот го посакува да го пожелува. Ако е нештото кој го пожелува тој позитивно и добро и хаир, дозволено е овде да се употребуваат. Ако е нештото, значи забрането, ако е нештото забрането, тогаш и тоа употребувањето на леу ако во овај контекст е забрано. Например, како што дојдено во хадис, вели Шейх Утемин рахимахулlah, дека се имат во еден хадис напомнато дека еден човек вели, ако јас имав леу енна ли мален ла амилту би амели фуланин, ако јас имав пари, богатство, имање, ќе правев леу, значи гледате, значи леу енна ли, леу, ако имав јас имање, ќе правев како тој филан и филан човек, значи ќе бев доброчителен човек. Во овај контекст е дозволено да се рече леу. А после тоа имат и во контекст други кој еден човек вели, ако јас имав имање, ќе правев како тој и тој филан кој прави гревови, значи кој ги изминуваат Аллаховите граници. Тогаш во оваа ситуација вели Шейх Утемин рахимахулlah е забрането да се употребува зборот леу. Значи зависит спрема намерата на човекот за ошти тој, значи за ошти сакат. Потоа шестата категорија, и тоа е последната, вели Шейх Утемин рахимахулlah, да се употребува зборот ако, леу, за да изразиш известување. Да искажиш, значи известување. Известуваш нешто. Например, вели Шейх Утемин рахимахулlah, леу хадарту дарс ластафатту. Значи, ако присуствував во дерсот, ќе научев нешто. Ова е, значи известување. Ова е дозволено, исто вели Шейх Утемин рахимахулlah. Значи да речиш, значи ако присуствував во дерсот, значи ќе научев. Ќе научев, значи ќе профитирав нешто. И ова, значи е дозволено. Истото го има речено и пегамберот алейхи салату вассалам. Лау истакбелту мин амри мастадберту ма суктул хадија. Значи пегамберот алейхи салату вассалам има речено лау истакбелту, значи ако можев, значи инако да одлучев, немаше да го земам хедји со мене за на хаџ. Зашто пегамберот алейхи салату вассалам кога го направи хаџот, го зеде курбанот што се вели понаше, со него од Медина го зеде до Мека. Го носеше, значи, курбанот со него. И тогаш рече пегамберот алейхи салату вассалам, ако леу, ако може, значи, да одлуча повторно за оваа работа, тогаш немаше да го зема ја курбанот со себе. И потоа вели Шейх Утемин рахимахулlah дека овде во врска со ајетот јекулуна лау кана лана мин ал-амри шејун ма кутилна хахуна. Кои се тие што велат јекулун? Значи вели Шейх Утемин рахимахулlah ел мунафиқин. Значи мунафиците го имаат речено тоа и со тоа намерувале и целта им била да му се да се спротивставуваат, значи на Аллаховиот кадар. Ха хуна, немавме да бидеме убиени тука, каде тоа ха хуна, значи во Ухуд, во битката, значи на Ухуд, кој беа од прилика 70 од асхабите на пегамберот алейхи салату вассалам убиени. Но Аллах Джелешану им возвратуваат и им велит: Кул лау кунтум фи бујутикум ла бараза аллазина кутиба алейхимул катлу ила мададжи'ихим. Кажи Мухаммед, речи им, и ако бевте вие во вашите домови, и ако беше за вас одредбата напишана да бидите убиени, ќе ви се случеше тоа и во вашите, значи,
куќи, односно домови. Значи, ако е пишано да човекот да биде, значи, убиен, односно да умри, кај сакаднака биде тој, значи не значи дека тој не излегол се на битката, има да се спаси од смртта. Значи, ова е целта на ајетот. Значи, не значи дека, вие сега аргументирате не излеговте во биткава на Ухуд и затоа не ви се случи ништо, не бивте убиени, а тие кои излегоа се убија. Не, вели Аллах Джелешану. Ако ви беше вас пишано да бидите убиени, да бидите усмртени и дома да бевте во вашите куќи, ако ти е запишано да умреш, нема шанси, значи, да избегнеш од смртта. Значи, не значи неизлегувањето ваше во битката на Ухуд дека тоа ве спасува од вашата смрт. Ова не значи, Не значи, и како што е пренесето Халид ибн Валид ради Аллаху анху, што вели, значи, нема педа на телото мое што не е рането во патот на Аллах Джелешану. Но дојде време, значи, јас да умрам на мојата постела. Значи, Халид ибн Валид ради Аллаху анху, колку се борел во патот на Аллах Джелешану. Во битката на Му'та, кој го испрати пекамберот алейхи салату вассалам со Зеид ради Аллаху анху, со Џафер, со Абдулла ибн Раваха ради Аллаху анху, и накрај го зеде знамето на таухидот Халид ибн Валид ради Аллаху анху, вели, во тој ден 9 сабји ги скршив. Значи, во битката на Му'та, кој беа 3000 муслимански војници против 200.000 невернички војници. Да. Значи, во битката на Му'та дојдоа муслиманите, тоа во блиску до Јорданија денешна, муслиманите беа 3000 војници. Неверниците, римјаните беа 200.000. Замисли, значи, која разлика беше. И сето тоа што се случи, Халид ибн Валид вели ради Аллаху анху, на тој ден ги искршив 9 сабји. И накрај не ми остана ништо, освен парче метал од Јемен. Метал, значи, метал, не беше сабја, метал, немав ништо друго појчи враца. Значи, не значи ти дека ако излезиш во битката, дека тоа значи отма смртта. А не значи исто тој што не излагат, дека ќе биде спасен, нема да го знае ништо. Не, вели Аллах Джелешану, ако ви беше пишано да вие да бидете убиени, ќе ве снајдеше тоа вас и во вашите домови. Значи, немој да аргументирате вие со вашето неизлегување во битката на Ухуд, дека тоа беше причина да вие се спасивте. Не, ако беше пишано, ќе ве снајдеше, значи, смртта во вашите, значи, куќи и во вашите, значи, домови. Потоа во врска со хадисот, кој го спомнаве тука од Ебу Хурейра ради Аллаху анху, ихрис ала ма јенфаук, значи, труди се за она што ти придонесува добро, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, дека ситуациите во кои човекот се најдува се 4. Првата ситуација кој му придонесува нему добро. Овде е задолжен тој да работи со неја и за неја. Значи, е ситуација, дали е тоа за неговата вера или за неговиот дуњалог, значи, тој тогаш значи, му е наредено да тој да се придржуваат и да ја извршува таа ситуација. Во втората ситуација, да биде ситуација кој му наштетува нему, значи, штета, кој му нанесува нему штета. Овде тој е, значи, предупреден да се држи далеко од таа ситуација. Значи, знае дека во таа ситуација има штета за него, тогаш тој треба да се држи далеко. Му е забрането, значи, тука да учествуваат и да делуваат. Третата ситуација, кој може да имат во некои ситуации и придонесување и штета. Значи, од една страна имат придонес, а од друга страна, значи, имат штета. И четвртата ситуација, вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, ситуација во кој нема ни штета, ни придонес. Ни штета, значи, ни придонес. Вели Шейх Утхајмин рахимахуллах, во врска со овај хадис,
дека човекот значи треба да биде решителен. Значи кога прави некоја работа, дали тоа верска работа или дуњалочка работа, да има значи решителност. Да биде значи одлучителен. Не значи да биде со колебање или да биде па мрзлив. Дали тоа во верските работи или во дуњалочките, туку да биде вистински решителен. Да биде решителен значи и да бара значи да барат она што му предонесува нему значи добро. И да се држи далеко од оние работи кои му наштетуваат на себе си и на неговиот значи круг. И во никоја ситуација значи човекот увек продолжуваат. Значи не се откажува значи ако нешто во прво не му се успеуваат, исто ова е многу важно во животот. Ако не ти успеува некоја работа во прво, не значи дека таа работа била лоша за тебе. Или дека не треба да продолжиш ти да бараш доброто во таа работа. Тука напомнува Шейх Утхемин рахимахуллах еден убав пример. А тој е примерот на алимот Ел-Кисаи. Ел-Кисаи е еден од алимите на арапскиот јазик. Бил значи во неговото време врвен алим на арапскиот јазик. Ел-Кисаи. Вели Шейх Утхемин рахимахуллах дека Ел-Кисаи рахимахуллах неколку пати почнал да учи арапската граматика. Неколку пати почнал да учи арапската граматика и се предал. Се откажал. Зашто му изгледала многу тешка. Еден ден од деновите, вели Имам Утхемин рахимахуллах тука, еден ден од деновите гледаше една мрава како се качува под зидот нагора. Беше зела храна малце и се качува под зидот фугара. Ојд до негде и паѓа долу пак. Пак земат полет, пак ојд нагоре, малце повисоко, но пак паѓат. Неколку пати пробуваат мравава и се качуваат на целта нејзина. И вели тогаш Ел-Кисаи, кога оваа мрава можеше да ги има тој сабар и не се предаде, и беше решителна во тоа, а мене Аллах Джелешану ми дал акал, и јас сум човек и инсан, и тогаш почнал да учи повторно арапската граматика, и вели Шейх Утхемин рахимахуллах стана од најголемите алими во неговото време. Значи ова е многу важно, баракаллаху фикум. Може на почеток да ти изгледат учењето на Коран, да ти изгледа тешко. Може на почеток да ти изгледат учењето на теухидот, многу тешко. Може на почеток и практикувањето исто во верата да ти изгледа тешка. Но ти ако продолжиш, ако си решителен и највише што вели Шейх Утхемин рахимахуллах, сидқ ен-нија, да бидеш искрен во твојот нијет, во твојата намера. Значи да бидеш искрен, значи ти вистински да сакаш да научиш Куран, например. Да ти вистински да сакаш да практикуваш верава. Тогаш Аллах Джелешану значи ти го отворат патот. И се потсеќава кога појдовме во Медина на почеток, многу студенти што беа постари од нас, на почеток значи те советуваат, поука, совет и така натаму, ни велеа дека Имам Утхемин рахимахуллах има речено, првата врата во барањето на знање, првата врата е челична врата. Значи кога ќе почнеш да бараш знање во верата, првата врата е челична врата. Разбирате челична? Железна. Ако ја пробиеш таа врата, ако влезеш низ таа врата да ја пробиеш, другите врати се од дрво после. Дрвени. Значи што значи полесни се више. Значи најтешка е првата врата да ја пробиеш, да ја изминиш, значи да влезеш натра. А после кога ќе влезеш натра, другите се дрвени врати. Значи многу е полесно после. И затоа значи барат упорност. И ако гледаш исто и во занатот, и во дуњалочки работи, ако ти, значи првиот чекор, големиот чекор, важниот чекор го поминуваш, после значи понатака иде полесно и полесно. Ама ти ако не успееш првиот чекор да го направиш, тогаш значи никој нема да стане полесно, само може да биде потешко. И вели Шейх Утхемин рахимахуллах исто дека човекот, значи прва работа кој треба значи да се труди за она што му придонесува добро. Во тоа исто барат помош од Аллах Джелешану. Трета работа, вели Шейх Утхемин рахимахуллах, дека тој не се откажуваат. Туку решителен е.
И ова се враќат кај човекот, вели Шейх Утхаймин рахимуллах. Значи тој е тој кој одлучува дали ќе продолжи во некоја работа, ќе укажи решителност или па ќе се повлечи. Значи тоа остануваат кај него. И ако ти ги превземеш сите овие работи, значи си бил упорен во барањето на доброто, се му се молел на Аллах Джелешану за да ти дај помош и успех, и исто си бил решителен, си продолжувал нон-стоп, и ако се случи нешто тогаш што не си го очекувал, тогаш велише, ова е Аллаховиот кадар. Ама не ти, не си ни упорен, не бараш помош од Аллах Джелешану и нерешителен си, и велиш, па ова е кадарот од Аллах Джелешану. Ова е погрешна аргументација со кадарот во овој контекст. Значи, кога велиш дека ова беше кадарот од Аллах Джелешану, кога ти, значи, беше упорен, кога ти му се молеше на Аллах Джелешану за ти дај помош во таа работа, и ти беше решителен, и тогаш накрај се случуваат, значи, не тоа што го очекуваше, туку обратно тоа што го очекуваше. Тогаш, значи, велиш, хада кадаруллах. Ова е, значи, кадарот од Аллах субхана ва таала. И велит исто имам Утхаймин рахимахуллах дека човекот кој имат акал, кој имат, значи, ум и, значи, зрелост и паметност, тој, значи, се трудит и вложува труд во работи кои му предонесуваат нему добри нешта, значи позитивни. Значи акил, значи остроумниот човек, така да речеме. Остроумниот човек, значи, тој продолжуваат увек во работи, значи, така речено, се занимаваат со работи кои му предонесуваат нему, значи, добро нешто. Значи, акил, остроумниот човек, не се занимава со работи кои му предонесуваат нему штета. Значи, ова е многу важно, баракаллаху фикум, значи, од знаците на остроумност е да ти да се занимаваш со работи кои ти се возврачаат тебе со добро накрај. Дали е тоа верска работа или дуњалошка работа, се врзуваат истото, баракаллаху фикум. Значи, акил, остроумниот, се занимава, значи, увек со добри работи. Кој му се возвратува со добро. Кој му се возвратува, значи, со добро. И исто е важно во овај пат, во ова патување, вели Шейх Утхаймин рахимуллах, да има човекот, значи, сабар. И мусабара. Мусабара, значи, себе си уште поќе се дават гајрет, позитивен гајрет, значи, не да се откажуваат. Зашто може, кога ти нешто го пробуваш во првиот пат, да не излезе успешно. Ти мусабара правиш овде. Значи, пак продолжуваш. Зашто може да биде првата работа која правиш, што да е, да не излезе 100%. Може да излезе 60%. Ти продолжуваш. Втората работа излега 70%. Третата работа 80%. Четвртата 90% и така, значи, стигаш на целта. Ама ти ако од првиот пат, кога не си достигнал 100%, туку 60% и се откажуваш, тогаш више тука губиш. Затоа треба, значи, во секоја работа, во секоја насока, значи, дали и во верата е, или па и во дуњалочките работи, треба човекот мусабара да имат. Треба човекот, значи, мусабара. И исто велит Шейх Утхаймин рахимахуллах, дека човекот треба да пазит од страна на шејтанот, од неговиот, значи, јасен и јавен непријател, кој има влијание врз него, како што има речено пекамберот алейхи салату вассалам, инна шејтана јеџри мин ибни Адам меџра ед-дам. Значи, шејтанот му се движи на човекот во неговото тело како крвта што му циркулираат. Значи, така тој. И затоа вели исто Шейх Утхаймин рахимуллах дека шејтанот дури го напаѓат човекот и во неговиот сон, спиејќи, да гледат лоши сонови, да гледат кошмари, за кога ќе стани тој, неговиот памет да не биде јасен и да немој тој да се сконцентрират во ибадетот негов. И ова има многу, баракаллаху фикум. Може некому што не е искушан со овие работи, да му изгледаат овие работи многу лесни, но имаат луѓе, брат, поради тие напади и весвеси од шејтанот, тој не може да го упусти ни намазот, ни постот, ни умрата, ни хаџот,
ни може би односот исто со својата фамилија. Поради тие весвеси и напади од шејтанот. Затоа, значи, овие се работи многу опасни и затоа леу треба, значи, да се пази човекот во кој контексти го употребуваат и кога треба да се оддалечи од тоа употребување. Следното поглавие, а тоа е велит авторот Шейхул Ислам Мухаммед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, бабун ан-нахју ан саббир рих. Поглавието во кое дојдени се аргументите да е забрането да се навредува ветрот. Поглавието во кој се укажува дека е забрането да се навредува ветрот. Зошто, како што вели Шейх Утхемин рахимахуллах, значи, мојот ветрот да донесит, значи, паѓање на дрва, расипување на чати, одсокривање, и тогаш што пред човекот го навредуваат, го напаѓаат ветрот. Ова е забрането. Зошто ветрот е створение од Аллах Джелешан. Вели Шейх Утхемин рахимахуллах, кога ти го напаѓаш ветрот, што тој нема ништо на себе си, туку тој е, значи, под Аллахова, значи, наредба, ти тогаш го напаѓаш и го навредуваш створителот на тој ветрот. Истото вели Шейх Утхемин рахимахуллах, напаѓањето на сонцето. Да го навредуваш сонцето. Например, имат во летни периоди во Аустралија, во други места, поради голема температура, висока температура, се палат, значи, цели планиња. И кај се случува во вистина на лето. И некој велик, значи, поради жештината на тоа сонце, го напаѓа сонцето, го навредува сонцето, ова во вистина не е навредување на сонцето. Ова е навредување на створителот на тоа сонце. И затоа, значи, од спроведувањето на теохидот е да не навредувааш, значи, оние работи, значи, например, како овде што дојдено, ветрот. И овде го има спомнато авторот рахимахуллах хадисот од Убеј ибн Каъб радијаллаху анху, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح, немој да го навредувате ветрот. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا, ако видите нешто што не ви се допаѓа од тој ветар, значи голем ветар, силен ветар, ладен ветар, ветрот, значи, зависи со што е испратен. Има некој па, значи, ветрот е донесуваат, значи, да се налето нарочито, кога е многу запурно, идат ветре малце, значи, облажуваат климата. Тогаш, значи, за добро испратен. Има некој па, значи, е силен, е ладен, што може да го крене некого што е полесен, значи, во воздух. Што вели пегамберот алейхи салату сам, како не упатува нас, да речеме, ако видиме нешто што не ни се допаѓа, да речеме Аллахумма инна нес'алука мин хајри хади рих, ва хајри ма фиха, ва хајри ма умират бих, ва на'удhu бика мин шарри хади рих, ва шарри ма фиха, ва шарри ма умират бих. Значи, да му се молиме на Аллах Джелешану, Аллах, ние ти се молиме тебе во, значи, да даеш за хајрот, да има, значи, хајрот во овај ветер. И во хајрот со она што го носи тоа. И за хајр што е наредено, значи нареден, испратен за тоа. И бараме помош кај тебе од лошото што може да го донеси овај ветер. Значи, му се молиш од една страна на Аллах Джелешану за доброто од тој ветерот, да биде, значи, добар, да биде мек, да биде, значи, не наштетлив, и во друга страна исто, значи, да му се молиме на Аллах Джелешану дека да не зачуват од шерот, од штетата кој може да ја нанеси, значи, да ја донесите ветрот. Вели Шейх Утхемин рахимахуллах дека ветрот е од Аллаховите знаци. Мин ајатилlah. Е од Аллаховите знаци. И ако размислиме малце поглабоко во врска со ветров, значи вистински ќе сватиме дека ветрот е од огромните Аллахови знаци. Зошто толку силен ветер, значи толку силен воздух, да се соберат можат сите на дуњалокот машинери што имат и работи, не можат да производат
толку јак ветер и да опфати цела држава некаде или цели континенти. Значи, од каде иде? Кој го прави тој ветер? Значи, и таја сила што има тој ветер, што како велат 100 на час, 120 на час. Значи, кој може толку да продуцират? Ме разбирате што сака да ви кажа? Значи, кој може, значи, толку силен ветера да створи? Значи, ова кажува, значи, укажување и доказ е за огромниот створител Аллах субхана ва таала. Зошто некогаш е вели Шейх Утхаймин рахимахуллах тој ветер, значи е многу оштар и многу силен, што може да, значи, дрва да урнит, може, значи, да расипит и да уништит домови и куќи, може да расипит нешто што е сеено, значи, на сеено, значи, се расипува, се уништува целосно и други работи. Некогаш е вели Шейх Утхаймин рахимахуллах многу ладен, некогаш е топол, некогаш многу високо е, некогаш е многу ниско. Ова кој го прави? Значи Аллах субхана ва таала. Значи ова укажува, ова е доказ за Аллах субхана ва таала, за створителот. И се случува тоа, значи, ветрот со Аллахова, значи, наредба. Со Аллахова, значи, наредба. И затоа вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, ако би се собрале или соединиле сите светски, значи, инструменти и можности кои ги имаат, не можат, значи, да достигнат таков ветер да продуцираат. И толку опфатлив да бидат, можеби, цели земји некогаш и цели огромни градови и така натаму. Значи, ова укажуваат за силата на Аллах Джелешану, дека тој е семоќен. Затоа велит Шейх Утхаймин рахимахуллах, забрането е да се навредуват и да се, значи, во вид на пцуење е тоа на ветрот. Вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, пример прави тука. Истиот пример е вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, ако ти видиш некоја куќа или некој замок убав, и идеш и најдуваш мани, го навредуваш замоков. Ти навредуваш во вистина тој што го имат изградено него. Така? Значи го навредуваш мајсторот кој го имат изградено. Така или не? Значи кога идеш ти и велиш ова не чини тоа, значи ти сакаш со тоа да укажеш дека мајсторот кој го имат изградено, тој не бил способен. Истата работа вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, кога иде човек и го навредуваат ветрот, или го навредуваат сонцето, или па месечината, или дождот, точно баракаллаху фикум, тогаш значи тој со тоа сака да укаже значи дека во оние работи кои Аллах Джелешану ги одредува за своите створенија, дека тука немат мудрост. И ова значи исто време дека во срцето на тој човек нема доволно, значи, увеличување на Аллах Джелешану. Зашто тој ако имаше за Аллах Джелешану толку големо добро мислење и Аллах Джелешану беше толку голем во неговото срце, тој немаше, значи, да има вакво мислење за Аллаховите створенија. Зашто тој знае дека тие створенија нема ништо во нивните раце, туку тоа што тие чинат и прават се со Аллахова наредба. Значи тие се под Аллахова наредба и послушност и покорност. И велит Шейх Утхаймин рахимахуллах дека ветрот, Аллах Джелешану има спомнато во неговата книга дека велит тудеммиру кулла шејин би емри раббиха. Значи тој ветрот уништува се со наредбата на неговиот господар. Значи некогаш, значи, уништуваат, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, цели улици, цели, значи, градови и слично. И тоа се случува, значи, со потполна Аллахова мудрост. Со потполна Аллахова мудрост, што може би некогаш, вели Шейх Утхаймин рахимахуллах, човекот не може да разбере таа мудрост. Значи има во некои ситуации
човекот не ја разбират мудроста. Зошто Аллах субханаху ва таала го направил тоа, но иако не ја разбери во некои ситуации и во некои случаи, тоа не значи за него да тој има лошо мислење за неговиот створител, за Аллах субханаху ва таала, или односно да ги навредуват Аллаховите створенија. И следното поглавје е тоа. Бабун каулуллахи таала, значи Аллаховиот говор, јظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. Значи го спомнува тука имам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах поглавието со еден Аллахови говор, а тоа е тие не мислат за Аллах Джелешану онака како што треба да мислат. Значи, како што му припаѓат и како што има заслужено Аллах Джелешану, туку мислат со мислење на незнање. Значи, нивното мислење за Аллах Джелешану се базират на нивното незнање. И велат дали имаме ние нешто, значи, во врска со одлуките во нашите раце. Велит Аллах Джелешану, "Кул иннал амра куллаху лиллах." Кажи Мухамед дека целата работа е кај Аллах субханаху ва таала, значи Аллах таала тој одлучува и тој е, значи, мудар и сезнаен во неговите одлуки. Исто спомнува тука шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах други ајет во кој Аллах Джелешану велит "ظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء." Значи тие мислат лошо за Аллах Джелешану, а нив ги опфаќат злото од сите страни. од сите страни. Значи, мислењето лошо за Аллах Джелешану е воспротивно со теухидот. Значи, муслиманот, верникот, увек мисли добро за Аллах Джелешану. Увек мисли позитивно за Аллах Джелешану. Значи, вистинскиот човек кој има вистински иман, верување, тој мисли увек добро за Аллах Джелешану. Значи, мисленето лошо за Аллах Джелешану е знак, значи, за слабост на иманот. И може да стигне таа работа дури до неверство. Може да стигне, значи, и до неверство. Велит шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, го спомнува тука говорот од шехул Ислам ибнул Каим рахимахуллах, дека во врска со ајетот тука, кои се оние кои мислат лошо за Аллах Джелешану? Мислењето нивно било да тие мислеле дека Аллах субханаху ва таала нема да го помогне неговиот посланик. Значи, имало некој во редовите што се покажувале како муслимани, значи верниците, тоа мунафиците, тие мислеле дека Аллах Джелешану нема да го помогне својот пекамбер и дека неговата работата од Мухамед алейхиссалам ќе заврши, ќе угасне, ќе се забораи. Ова е, значи, тие што мислат, што имаат вакво мислење за Аллаховите пекамбери и за Аллаховата вера, ова се укажува, значи, со ова дека имаат тие лошо мислење за Аллах Джелешану. Зашто Аллах Джелешану не дозволуваат да неговата вера се угасне и се забораи. Тие неверници, тие мунафици ќе се забораат и ќе се угаснат и нема никој да ги знае кој биле и што биле. Но Аллаховата вера и Аллаховите пекамбери ќе останат и тие ќе имаат, значи, победата. И исто велит шех Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах дека со ова мислење кој го имале тие за Аллах Джелешану, тие сакаат исто, значи, да укажат негација на Аллаховата мудрост и на Аллаховиот кадер. Значи, ова работа како да немат Аллах Джелешану во неа мудрост. Но вистината е да Аллах Джелешану неговите избрани и на врвот на неговите избрани се Аллаховите пекамбери и посланици ги тестират. Но крајот, победата е за нив. И ова исто се случи, значи, кога беше Абу Суфјан кај Хераклиос, кога му постави неколку прашања, кој е тој што има појавено кај вас, зашто повикуваат, што ве учит, што не ве учит, и го праша од едно од тие прашања, што се случуваат кога дали сте војувале вие против него, дали сте воделе вие рат
борба против него. Му рече, да, Абу Суфјан. Како беа борбите и војувањата меѓу вас? Тогаш му рече Абу Суфјан, некогаш тој победува, некогаш ние победуваме. Некогаш тој победува. Тогаш му рече Хераклиос, ова е патот, значи, на пекамберите. Значи, се случува да некој пат да се случи нешто, но крајот е нив. Победата е, значи, нив, зашто Аллах Таала ги тестират, за да се искажат вистинските верници кои се во редовите со пекамберите и да се искажат оние кои не се вистински верници, туку само тврдат нешто со нивните усти, кои го немаат, значи, во нивните срца, и поради тоа што го немаат во нивните срца, имаат и лошо мислење за Аллах субханаху ва таала. Вели шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, кој мислит да невистината имат да победит против вистината и дека таја имат да продолжит, а вистината да исчезнет и да се изгубит, тоа е, значи, мислењето на оние кои направиле неверство. Значи, вакво мислење, да мислиш, значи, вистината ќе победи и ќе надвасат вистината и таја имат да продолжит, ова е мислењето, значи, за оние кои има направено неверство. И велит исто шейхул ислам Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимахуллах, дека многу луѓе, односно ектеру нас, значи повеќето луѓе, јадуннуна биллахи занна сау, значи мислат, односно имаат лошо мислење за Аллах Джелешану. Зашто баракаллаху фикум, ако човекот има добро мислење за Аллах Джелешану, тогаш ќе беше многу поодлучлив во неговото следење на Аллаховата вера. Зашто знаете дека ова е вистината и дека победата е за оваа вера, а поразот е за неверниците. А многу луѓе гледаат, ако муслиманите се значи, во едно време подобри, појаки, тогаш и ние сме со ним. Ако гледаат во моментот имат ослабување во редовите на муслиманите, тогаш велит, ја не знам, не су бил со ним, не ме прашувајте ништо за ним. Ова кажува, значи, дека имат лошо мислење за Аллах Джелешану. И тогаш се искажуваат вистината на неговото, што го има тоа во неговото срце, што го скриела. Затоа, значи, треба човекот да има добро мислење за Аллах Джелешану во врска што се работи и за другите луѓе, а исто и што се работи, значи, и кон себе си свое. И кон себе си, значи, свое, и да бидит убеден, вели шейхул Утхаймин рахимуллах, да бидит убеден, значи, дека во сите тие работи Аллах Джелешану има мудрост. И ако гледаме, баракаллаху фикум, значи, ако гледаме исто, и велит овде шейх Мухамед ибн Абдул Вахаб рахимуллах, дека човекот треба сами од себе си да си се прегледуваат дали тој може би од оние кои имаат лошо мислење за Аллах Джелешану или не. Дали ти си чист од овие работи или не си чист. Значи, вели шейхот, феттиш нефсек. Феттиш нефсек значи прегледај се, контролирај се. Се може би човекот ако не се прегледат, може би имат работи во него кои тој имат длабоко во неговото срце за некој значи за некој во некои точки на животот, може би има тој лошо мислење за Аллах Джелешану. Затоа треба, значи, да се прегледа човекот убаво и да се прегледат со око на оштрост, не со окото на милост. Зашто велите Ибн Каим рахмуллах, ако ти се прегледуваш, се контролираш себе си, со окото на милост, сите твои мани има да ти излезат позитивни. Како позитивни. Значи, сите твои слабости кои ги имаш ти и јас, накрај ги мислиш дека овие се сите позитивни за мене. Затоа треба, значи, да се прегледаш со оштро око, со критично око. Со критично око, значи. И ако гледаме, затоа, значи, како што велит шейх Салих ал-Шейх хафизахуллах во сура Јусуф,
Сурато Јусуф е сура за Давид. Значи, ако сакаш да научиш како се прави Давид, читай го сура Јусуф. И ако гледаме, значи, како се случи со Јусуф алейхи салату васлам да беше фрлен во бунарот, а потоа беше изваден од бунарот и беше продаден како робјак, потоа го за неколку динари ефтини. Потоа во Египет стигна, па го купија, па потоа падна и затвор и така натаму. Велат алимите, ако не беше фрлањето во бунарот и ако не беше ставањето во затворот, немаше стигне да биде Јусуф алейхи салату васлам во врвот на владењето кај кралот. Значи, тоа беше мудроста од Аллах Джелешано. И значи, зошто Јакуб алейхи салату вассалам никогаш не помисли лошо за Аллах Джелешано. Немаше, значи, ванну сау, значи лошо мислење. Туку имаше хусну ван. Хусну ван, значи добро мислење за Аллах Джелешано. И увек се надеваше дека Аллах Джелешано ќе му го врати нему назад. Значи, тоа е доброто мислење. И во такви тешки ситуации, значи да мислиш добро за Аллах субхана ва таала и да мислиш дека крајот и победата е за верниците. Ако гледаме баракаллаху фикум, ова сура Јусуф му се објави на пекамберот алейхи салату васлам во Мека. Значи некој од сахаба му бара на пекамберот алейхи салату васлам да им пренеси, да им кажи некое известување од минатите народи. Тогаш дојде, значи, сура Јусуф. И Аллах Джелешану од ајетите кои вели, значи, дека Аллах е семоќен во неговите работи, значи. Ова значи, велат алимите, дека немој да мислиш, о Мухаммед, дека ова што ти се случува тебе, оваа неправда и ова гнавење во Мека, дека ова ваќе ќе останете. Се некој може да мисли, значи, да добие лошо мислење за Аллах Джелешану. Знај дека крајот ќе биде твој, како што беше крајот на Јусуф алейхи салам. Значи почетокот беше ставен во бунарот, после затвор, но крајот му беше да тој беше над неговите браќа, да тој беше над тој што го купи него во Египет и беше над таја што таа сакаше него, значи да го стави во заблуда и во блуда. Значи ама кога? После, значи, сабарот и после искушението. Значи, зошто да се искаже, значи, вистинската искреност на човекот. Тоа е многу важно, баракаллаху фикум. Дека Аллах го тестира човекот. И кога го тестира човекот, не смее тој да има, значи, лошо мислење за Аллах Джелешано. Туку увек треба да има добро мислење. За да имаш добро мислење за Аллах Джелешано, треба да имаш иман, треба да имаш верување и да знаеш дека увек тоа што Аллах Джелешано ти го одредил, тоа е подобро за тебе. Така што сме на крајот на ова поглавие, бииднилахи таала во следното поглавие ќе учиме оние кои го одбиваат, односно кои го негираат кадерот на Аллах Джелешану, но тоа останува бииднилахи таала за идниот дерс. Хада ва саллаллаху ала набина Мухаммед ва ала алихи ва сахбихи ва саллам.